Добре дојдовте во Бизнис објектив. Минатата година боледувањата ја чинеле државата 22,6 милиони евра, што е 19,2% повеќе од претходната година. Трошокот продолжува да расте и годинава. Па до декември за боледувања подолги од 30 дена Фондот за здравство исплатил 24,5 милиони евра. Констатирано е и дека дел од работниците земале боледувања за да можат да работат втора, најчесто сезонска работа. Ирена Чачкова ги има деталите. Досега исплатени над 90 милиони евра од Фондот за здравство за боледувања подолги од 30 дена. Од оваа сума 65,5 милиони евра се за оние кои заминале на трудничко, останатите пари за лица кои отвориле боледување поради други болести. Од ФЗО велат дека низ годините се забележува тренд на зголемување на сумата за боледувања, но констатирани се и злоупотреби. До фондот пристигнале барања од државни институции за да направат контроли. Најмногу од барањата се од МВР. Ова што се гледа во моментот е само врвот на сантата мраз. Условно да кажам, бидејќи овие 1600 се само за долгите боледувања. Кратките боледувања паѓаат на сметка на работодавачот и за нив немаме евиденција за финансиските ефекти. Меѓутоа, ако е 1600 за долгите боледувања, слободно можеме да кажеме дека кратките се веројатно неколкократно поголеми износи, пошто најголем дел од боледувањата се кратки боледувања. Да, имаме констатирано неправилности во системот на боледувања. Ние одговараме по барање на работодавачи. Најчесто се барањата од МВР, царина и одбрана за проверка на долги боледувања. Значи, станува збор за поврзани боледувања во низа долги боледувања. Таму има највеќе барања за долги боледувања во овие институции? Па од нив имаме најмногу барања за контроли, пошто ние можеме да ги согледаме само преку барањата за контроли. Ова година рекорд е Министерството за внатрешни работи во барање за контроли. Општо познато е дека во јавниот сектор имаме луѓе кои се отсутни со месеци и тоа го умешно го покриваат со боледувања кои се различни диагнози, различни доктори. Еве во една последна контрола имаме случаи каде што 4 пати е менуван матичниот лекар во различни градови за да нели се овозможи некое ново продолжување на боледувањата, бидејќи нормално очекувам дека најголем дел од матичните лекари се совесни лекари и се обидуваат да избегнат неоправдани боледувања, меѓутоа кај дел од лекарите остануваме непридржување на предвидените процедури. Најчести проблеми се непридржување на диагностичките постапки што се неопходни за соодветното диагноза и соодветното боледување. А вториот најчест проблем е ретроактивно издавање на боледувања, што со законот не е дозволено. Најмногу боледувања се регистрирани во источниот регион. Причината за тоа од фондот ја лоцираат во видот на индустријата која функционира во овој крај. Исто така забележано е и дека многу од боледувањата се отвораат за да можат да работат втора работа, која обично е од сезонски карактер. Поради тоа, Клековски вели дека се јавуваат два проблема. Со едниот се зголемуваат исплатите на парите од ФЗО, а со другиот се засилува сивата економија. Парите се исплаќаат директно во плик. Посочува и дека доста од боледувањата се поради нега на трето лице. Порано тоа било за дете, а сега младите го отвораат за да можат да ги гледаат возрастните, затоа што нема доволно центри за грижа. Но од ФЗО алармираат и дека луѓето се повеќе прават непотребни анализи и испитувања. Заклучно со октомври, за тумор маркери се платени околу 2 милиона евра. Во многу категории имаме неоправдана употреба на лекови или имаме неоправдана диагностика.
се знае тумор маркери на кој период се прават, се знае на кој период се контролират хормони, се знае на кој период се контролират други параметри и мислам дека или се знае зашто треба рентген, зашто треба компјутерски томографии, зашто треба магнетни. Значи, не секоја потреба се решава истото средство. Мислам дека имаме и оводиагност, прекомерна диагностика и прекомерна употреба на лекови. Од бројките во извештајот на ФЗ може да се види и дека лани се намалил и бројот на осигуреници за над 17.000. Има се помалку вработени, а се повеќе пензионери. Сепак од ФЗ утврдат дека засега фондот е стабилен и се успева да се приберат потребните пари, но во иднина велате се поизвестно дека здравственото ќе се покрива директно од буџетот. Веќе има земји кои се одлучија за укинување на здравствените придонеси и финансирање на здравствениот фонд целосно од буџет, односно даноци. Црна Гора е еден таков пример, тоа е добро, релативно мала земја и такви експерименти се поедноставни. Ние веќе во одреден начин имаме државни субвенции, условно да кажам, кои се поврзани со искористувањето на одредени права. Преку владина програма, преку Министерството за здравство се упатуваат придонесите за невработените лица и лицата со ниски примања. Преку Министерството за економија се дотираат средства за породилните отсуства, а пензискиот фонд ги плаќа здравствените придонеси за пензионерите. На тој начин се постигнува одредена стабилност. Оно што е важно за финансирањето е дека македонските издвојувања за високо средно развиена земја се окей, се добри и учеството на здравството во јавните финанси е на соодветно ниво. Меѓутоа, кога сето тоа ќе се стави заедно, ние сме предпоследна земја по издвојување за здравството во Европа, само Албанија е зад нас. Например, Србија издвојува некои 50% повеќе од тоа што издвојува Македонија. Меѓутоа, таму се даноците повисоки од Македонија. Ние сме земја со најниски и даноци и придонеси. Јас не верувам дека може да се решат предизвиците со зголемување на здравствените придонеси, поради тоа што го кажав на почетокот, работно способно население ќе се намалува, ќе расте другото население, пензионери. Ќе мора да има... Да, јас, бидејќи се збориме за долгорочни решенија, јас лично заговарам да здравството се финансира од акцизи на стоки кои предизвикуваат штети по здравјето. Анализите на фондот покажуваат дека најголем притисок врз џебот на граѓаните се трошоците за лекови. И според Светската здравствена организација, над 65% од тој трошок луѓето сами го покриваат. Често пати во јавноста може да се слушне реченицата: "Зошто плаќам здравствено кога се лекувам приватно?" Од ФЗО велат дека проблемите нема да се решат ако со здравственото се уфатат и приватните болници. Сметаат дека насоката е во тоа да се унапредат третманот и терапиите за оние болести кои се доста чести. Како пример ги посочија кардиоваскуларните кои се поприсутни кај млади луѓе. Во извештајот стои дека во 2024-та на товарна ФЗО во аптеките биле реализирани рецепти во вкупна вредност од 53 милиони евра. Минатата година бил склучен и договор со над 940 аптеки, повеќе од 2023-та. Бројките на бизнис мрежа пак покажуваат дека вкупните приходи на аптеките лани биле над 370 милиони евра. Профитот кој го ствариле е 10,8 милиони евра. Во аптеките на ниво на цела држава работат над 4000 лица. Од друга страна пак, од податоците на Државниот завод за статистика може да се забележи дека низ годините расте и извозот на фармацевски производи од земјава. Па така од јануари до октомври на странските пазари биле пласирани вакви производи во вредност од над 150 милиони евра. Но во истиот период во земјава се увезени фармацевски производи во вредност од над 250 милиони евра.
Заклучокот од фондот е дека еден од најважните проблеми во здравството е системската корупција. Се додаваат капацитети кои не се ефикасни и служат само за да се реализира одредено вработување, но и лаборатории кои се неупотребливи. Да, бројките покажуваат дека извозот од фармацевската индустрија е во пораст, а секако расте и увозот. Во периодот од јануари до октомври годинава направен е извоз на фармацевски производи во вредност од 150,2 милиони евра. Но колку домашните компании може да бидат конкурентни на странските пазари? На оваа тема разговарав со Душан Пецовски, генерален директор на Реплек. Душан Пецовски, добро дојдовте во Бизнис објектив. Добро ве најдов, благодарам за поканата. Поздрав до вас и до вашите гледачи. Реплек постои веќе 80 години, она што го гледаме во финансиските извештаи кои се објавени за првите 3 квартали од 2025 година, гледаме раст и на приходите, секако и на добивката. Пред се на што се должи, кои се очекувањата за следниот период и дали ова се најдобрите години за фармацевската индустрија? Точно. Успешни се годините. Реплек во изминатите 4 години во континуитет расте со плюс-минус ориентационо 20% годишно. Во континуитет се подобрува нето маргината на профитабилноста. Значи, ние оваа година очекувам да завршиме со не помалку од 5 милиони евра нето добивка. Тоа би значило 5 пати зголемување на добивката од пред 3 години. Убава ви е констатацијата, во 9-месечниот извештај растот на добивката е 77% плюс во однос на ланската година и 18% раст како на домашен, така и на странски пазар во продажбата. Тоа се должи на промена на стратегијата на компанијата од пред 4 години, значи нашиот пристап... Што е тоа што го сменивте во стратегијата? Пристапот на компанијата е променет, како настапуваме на пазар, како работи тимот, кои производи се промовираат, каде ги продаваме истите и соодносот домашен пазар, странски пазар, на кои пазари ги пласираме производите е значително променет, фокусот наш е променет, приоритетите се сменети и секако условите под кои работиме. Кога зборуваме за финансиските извештаи за резултатите кои што ги покажува компанијата, да, како што споменавте, има расти на приходите и на добивката, но дали тоа се одразува и во однос на платите на вработените бенефициите кои што тие ги добиваат? Значи, финансиските извештаи и финансиските резултати кои што ги спомнавте секако дека имаат позитивен ефект на работењето на друштвото и работењето на друштвото во изминативе години има позитивен ефект на резултатите. Покрај бројките и финансиските резултати, морам да потенцирам дека компанијата успеа да влезе во MBI 10 индексот на македонската берза. Добивме признание од македонската берза за корпоративно работење. Сме една од најтранспарентните компании во Македонија, значи ние секој наш чекор планиран или остварен го соопштуваме на јавноста. Она што е многу важно е дека Реплек направи еден храбар исчекор, направи сплит на сопствената акција 1:10. Од една страна овозможи да биде многу потргувана, од друга страна овозможи и многу поголема достапност до акционерите и ние за неполни 2 години имаме 400 нови акционери. Токму тоа и го сакавме. Компанијата да се отвори, да стане поатрактивна за инвеститорската јавност, да влезе свеж капитал. Пошто ги спомнавте платите, секако дека трендот е во насока на зголемување на истите и треба компаниите тоа да го следат. За волја на вистината, Реплек е профитабилно друштво. Резултатите кои што ги спомнавме пред малку овозможуваат ние да го следиме трендот на зголемената потреба на повисоки плати. Меѓутоа, не можем да го игнорираме фактот дека во Македонија се помалку има луѓе. Од една страна се помалку имаме конзументи кои што може да ги конзумираат нашите производи, од друга страна се повеќе се стеснува полот, односно кругот на кадри од каде што може да влечеме нови вработени.
ако сакаме ние да ги задржиме нашите вработени, ако сакаме да бидеме конкурентни и ако сакаме да имаме квалитетен производ и квалитетна услуга, несомнено дека вработените мора да бидат наградени. И токму поради тоа Реплек веќе во изминатите 3 години воведе една пракса, една политика покрај дивидендната политика и политика на наградување на вработените. Значи, ние од една страна даваме предвидливост на инвеститорите за својата дивиденда и да може да го планираат својот приход во инвестицијата. Од друга страна, ни овозможува нас како менеджмент да инвестираме онолку колку што има потреба компанијата да се инвестира во нови проекти и секако ние сме тука уникатни, 10% од нето добивката ја одвојуваме за вработените. Значи покрај платата. Да, тешко е секогаш бизнисот да се откаже од профитот кој што го има за сметка на вработените. Барем тоа е општиот. Можеби е тешко, но ако сакате вие долгорочно да функционирате, да сте продуктивни, да сте атрактивни како работодавач, не може да штедите на вработените. Околу 25% од производството кое што го имате е наменето за домашниот пазар, за разлика од 75% кое што завршува на странските пазари. Што се еве клучните предизвици за пред се и за домашниот, но секако и за странскиот пазар и дали има потенцијал за натамошно зголемување еве на домашниот пазар, она што го пласирате како производи? Видете, соодносот 25-75 не е случаен. Ние како раководство сме оцениле дека е некој оптимум кој што сакаме да го одржиме. Од една страна не сме презависни од извоз, од друга страна сме доволно добро позиционирани на домашниот пазар и сето тоа не прави помалку вулнерабилни и на удар на евентуални идни кризи, дали дома или надвор. А од друга страна, како извозно ориентирана компанија, ако ние сакаме да се пласираме како квалитетна фармацевтска фабрика на странските пазари, несомнено дека треба прво дома да се докажете, така да треба и дома добро да сме позиционирани и да го етаблираме нашиот бренд. Да, има ли простор за дополнителен? Простор има и на домашен пазар и надвор и едното не би било на сметка на другото. Значи, независни се едно од друго и затоа гледаме да го одржуваме тој сооднос 1/4 дома, 3/4 надвор, а паралелно и двата сегменти да имаат континуиран раст. Тој простор за натамошен раст и пред се на извозот надвор од државата и колку е тешко да се освојат други пазари? 3 клучни фактори се пресудни во растот, па и на домашен и на странски пазар. Едно ви е да растете со нови производи. Второ ви е да растете со отворање на нови пазари и трето е да изнаоѓате нови партнери на постоечки пазари. За сето тоа да биде можно, треба да инвестирате сериозно во истражување и развој и во регулаторни активности. Значи, треба да инвестираме во развој на нови производи, кои што ќе бидат конкурентни и атрактивни на пазарите, како дома, така и надвор, и истите тие да бидат подкрепени и поддржани со добра документација во фармацевтската индустрија, тоа се вика производно досие, кој што ќе овозможи брз и лесна регистрација на пазарите и брз и лесен пласман на производите на пазарите. Да, а колкав е девизниот прилив од извозот од фармацевтската индустрија и еве во контекст на ова што веќе го зборувавте, како да го зголемиме тој извоз? Па видите, не можам со точност да тврдам во 25-та колку ќе биде, ориентационо може да кажеме некаде околу 300 милиони евра би се движел девизниот прилив кој што го генерира извозот од фармацевтската индустрија од Македонија. Сметам дека тоа е еден клучен сегмент, не само како волумен, туку и индустрија со огромен потенцијал за македонската економија и со енормна додадена вредност која што се генерира. Секако таа овозможува отворање на нови работни места и
на крај огромен потенцијал за македонската економија, бидејќи тие компании плаќаат и данок тука и се грижат за унапредување на работните услови, на вработените и животниот стандард на луѓето во Македонија. И споменавте потребата од нова можеби промени во одреден дел на регулативата, во леснување на добивањето, можеби на регистрирањето на лековите. Што конкретно тоа значи? Каква е соработката со институциите од една страна и колку македонските компании може да бидат конкурентни на странските компании кога излагуваат надвор? Тука морам да потенцирам дека имаме извонредна комуникација со институциите кои што се надлежни за фармацевскиот бизнис. Значи, комуникацијата е двонасочна, се слушаме и се сослушуваме. Имаме навистина голема поддршка, поготово од Македонската агенција за лекови. Морам да кажам дека секогаш успева да излезат во пресред. Она што би сакал да го видам во иднина е сета таа бирократија и легислатива да биде порелаксирана и поолеснета, поготово за домашните производители на фармацевски производи, бидејќи ако вие полесно и побрзо успеете да регистрирате еден производ дома, истиот тој ви се овозможува полесно да го регистрирате и надвор од државата во странските пазари. Ние во 25-та година сме присутни на 25 странски пазари. Очекуваме 2030 година тоа да биде веќе со присуство на 40 пазари. Секако дека институциите тука играат голема улога во сите тие процеси и ни се од голема помош, така да мислам дека таа соработка треба да продолжи и само да се унапреди. Ако се вратиме на вториот дел од вашето прашање за конкурентноста на фармацевските компании од Македонија, сметам дека имаме една уникатна шанса. Важиме во светот како европски производители кои што произведуваат по европски стандарди. Значи Реплек во изминатите 15 години неколку пати се има здобиено со EU GMP сертификатот од фармацевската агенција, Европската агенција за лекови, која што од една страна е потврда за нашиот квалитет, а од друга страна ги потврдува процесите и практиките во нашата компанија дека се на највисоко европско и светско ниво. Во однос на конкурентноста, сметам дека и така сме конкурентни со квалитет, а секако и ценовно дека сме многу атрактивни во светски размери. Морам да кажам дека што повеќе успееме да произведуваме и продадеме, толку поконкурентни ќе бидеме и во иднина. Колку глобалните кризи и глобалните случувања го отежнуваат економски амбиент и предвидливост на бизнисот од една страна и какви се во моментов ланците на добавување, дали има некаков застој и каде? Видете, кризи во минатото во континуитет има и во моментот. Со сигурност можам да кажам дека ќе има и во иднина. Убаво кажавте, главно е отежнат синџирот на снабдување. Тука ќе бидат и во иднина главните предизвици во фармацевската индустрија, покрај оние регулаторните и институционалните. Она што ние во Реплек го направивме пред 2 години, формиравме нов сектор кој што се нарекува снабдување, попопуларно во фелата како supply chain, кој што има единствена задача да го оптимизира и планира работењето со добавувачите, складирањето, лагерирањето и доставувањето до купувачите на нашите производи. Тоа е исклучително предизвикувачка работа, не може да се предвиди се, но може да се амортизираат евентуални удари во иднина и тоа е наша задача и одговорност како менеджмент да го предвидуваме и да го превенираме. Кој дел од фармацевската индустрија до 2030 сметате дека најдрастично ќе претрпи промена? Видете, се помалку ќе се појавуваат оригинатори и нови рецепти, односно молекули на пазарите. Се повеќе ќе има биосимилари и генерички компании кои што ќе произведуваат и реплицираат истите. Она што можеме да го забележиме е дека фармацевската индустрија ќе се движи
од лекување кон превенција и од пациенти кон конзументи. Тоа е нормално подкрепено и со целиот лајфстайл и тренд на живење. Секако дека главните терапевтски групи ќе бидат најзастапени, тоа е лекови за канцер, за дијабет, за кардиоваскуларни заболувања и се попопуларно станува третирањето и менталното здравје како тема. Тоа е нешто кое што мислам дека ќе биде се поинтересно во иднина. Како успевате да обезбедите кадар кој што ќе работи и на истражување и воведување можеби и на нови лекови, особено што гледаме дека младите се повеќе сакаат да заминат надвор од државата? Видете, многу интересно прашање. Се почесто учествувам и сум присутен на разговори каде што оваа тема се отвара и не сум приврзаник на идејата дека младите имаат нереални очекувања или дека младите не се мотивирани или не се ангажирани. Напротив, мислам дека оној кој што треба да се промени сме ние компаниите и треба да се посветиме на младите генерации, да видиме што им е интересно, што ги мотивира, кои се нивните потреби. Од друга страна, да им доближиме кои се нашите очекувања од нив, зошто ги очекуваме тие работи и кои се ефектите од достигнување на истите. Пецовски, благодарам што зборувавте за Бизнис Објектив. Ви благодарам за приликата да учествувам во вашата емисија. Благодарам што не следевте. Останете натаму со Бизнис Објектив, а секако следете ни на социјалните мрежи. Од мене пријатно.